Политика, земјоделие, економија, образование. Ова се темите кои што ги погледнете во овој блок на Дневникот на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, ова се настаните на денот. Останете со нас, почнуваме веднаш. Депозити во вкупен износ од околу 5 милиарди евра имаат македонските граѓани и компании во трите најголеми комерцијални банки. Во Полнек подготовките за традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер. Во четврток и петок прво пријавување за упис во прва година во академската 2017-2018 на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Околу 5 милиарди евра вкупен износ на депозити имаат македонските граѓани и компании во трите најголеми комерцијални банки. Овие пари во банка се во класата депозит по видување, што значи дека собствениците овие средства може да ги подигнат кога ќе посакаат. Дијана Иванова има повеќе на оваа тема. Според податоците објавени во анализа на Фактор МК во 2016 година, македонските граѓани и компании во трите најголеми комерцијални банки имале депозити во вкупен износ од околу 5 милиарди евра. Оваа информација не е збунувачка за економистите. Тие реагираат зашто овие пари не може да се искористат за развојна компонента. Во банките истите се класифицирани како депозити по видување, што значи дека собствените средства може да ги подигнат кога ќе посакаат, но и дека за парите кои што ги имаат на банкарските сметки, банките не им исплаќаат дополнителни средства, односно не се пресметува камата. Економистите кои што ги контактираше К1 телевизија велат дека ова е значителна сума на пари, која доколку се употреби во економијата, можна е добивка и за државата, а преку исплата на камати за собствениците на банкарските сметки. Сите анализи покажуваат дека банкарскиот систем во Македонија е стабилен, па од тука можеби и бизнис секторот, во време кога политичката состојба во Македонија не беше толку сигурна, се одлучиле вишокот на парични средства, наместо да ги реинвестираат, да ги чуваат на сигурно во една од трите комерцијални банки. Општинската организација на СДСМ Велес излезе со обвинувања за вработувањата во општина Велес и јавното комунално предпријатие Дервен. Весна Стојанова Богоевска истакна дека во општината се вработени 10, додека во ЈКП Дервен 20 лица на определено време преку агенции за вработување. Општината со демант, еве што стои во демантот. СДСМ упати обвинувања до општина Велес и ЈКП Дервен за како што велат незаконско вработување во овие две институции по распишувањето на локалните избори. Весна Стојанова Богоевска истакна дека во општината се вработени 10, додека во ЈКП Дервен 20 лица на определено време преку агенции за вработување. Ваквите неразумни, погубни и штетни политики се причина за големите долгови на општината и за голем број наветени, а неостварени проекти од животно значење за граѓаните. Народски кажем, парите кои се слеваат во буџетот на општината и во ЈКП Дервен, наместо да се трошат за изградба на улици, тротоари, паркинзи, водоводи, канализации, за жал се трошат за плати на непотребно вработени партиски кадри на ВМРО ДПМН. Општина Велес испрати писмена реакција на пресот на СДСМ во кој меѓу другото пишува: стравот од уште еден изборен пораз во низа ги прави очајнички да одржуваат пресконференции на кои не кажуваат ниту една вистина, туку со манипулации и извртување на фактите се обидуваат да дојдат до политички поени. Во општина Велес нема 10 ниту 20 нововработени, туку нови вработувања се 7, додека тројца од тие што ги наведувате се лица кои само волонтираат. Новите лица се вработени согласно планот за вработување кој е донесен на Советот на општина Велес и тие ќе придонесат за навремени, брзи и точни услуги за граѓаните, за реномето на општината и за високиот стандард во работењето. Рекордниот број на над 370 реализирани проекти од инфраструктурата, економијата, културата, спортот во овој 4-годишен мандат на градоначалникот Чадиев ги прави дополнително уште понервозни. Ги повикуваат од СДСМ доколку мислат дека е прекршен законот,
Нека покажат кој член и во кој случај е прекршен, наместо паушално да обвинуваат, стои во писмената реакција. Додаваат дека вработувањата на нивни кадри и прераспределба на работни места има во институции кои ги презема СДСМ. Општина Велес работи исклучиво по закон и пропис, стои во реакцијата на Општина Велес. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против НА од село Бузалково за сторени кривични дела, напад на службено лице при вршење работи на безбедноста и предизвикување општа опасност. 43-годишниот НА од село Бузалково се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес за сторени кривични дела, напад на службено лице при вршење работи на безбедноста и предизвикување општа опасност. Имено на 11 август годинава во село Оризари, кога полициски службеници од СВР Велес, постапувајќи по оперативната акција Гора, се обиделе да сопрат товарно моторно возило, управувано од пријавениот, кој превезувал дрва. Истиот не застанал и со возилото удрил во еден од полициските службеници, нанесувајќи му телесни повреди. Непознато лице извршило облјуба врз лице со заостанат развој. Јавниот обвинител побара лекарски преглед во судска медицина во Скопје. Непознато лице извршило облјуба врз 48-годишната ТК вчера утро во 6:30 часот, информира секторот за внатрешни работи Велес. Сторителот преку незаклучената врата влегол во собата каде што ТК и нејзиниот татко и двајцата лица со заостанат психички развој, при што насилно ја соблекол долната облека и извршил облјуба врз неа. По наредба на јавен обвинител, оштетената е однесена на лекарски преглед во судска медицина во Скопје. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и расчистување на настанот. Започна бербата на трапезните сорти на грозје. Иако годинава родот е значително намален, сепак лозарите се задоволни од квалитетот на грозјето, но и продажната цена. Лозарите започнаа со бербата на трпезните сорти грозје и засега се задоволни од продажната цена. Таа се движи од 50 до 60 денари за килограм. Сепак лозарите кои произведуваат вински сорти грозје со барање, откупната цена за овој вид грозје да биде 17 денари за килограм за вранецот и 16 денари за смедеревката. Бараат договорите да се склучуваат пред бербата која треба да започне за 30 на дена. Големи се штетите кај лозјата од пролетните мразеви кои уништија речиси 70% од родот. Во Кавадаречкиот регион штетата е најголема. Штета направи и Жешкиот бран, особено во регионите каде што нема системи за наводнување. Лозарите бараат што побрзо да бидат обештетени. Во земјава има 48.000 лозари. 5% од вкупната обработлива површина е под лозја, а најголем дел е во Кавадаречкиот и Неготинскиот регион. Во полн ек се подготовките за традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер која ќе се одржи за неполн месец. Кавадарчани оваа година негодуваат околу организацијата. Според нив не треба организаторот да биде од друг град, бидејќи тие тоа ќе го направат од профит, а не од љубов. Според градоначалникот Александар Панов, станува збор за различни вкусови, иако е потребно со различни организатори, сепак интересите на граѓаните никогаш не биле задоволени во целост. За неполн месец ќе се одржи традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер. И оваа година организатор на истата е Сдруженијето Темов од Скопје. Во однос на ова, кавадарчани негодуваат зошто оваа манифестација, која има повеќе од 5 децениска традиција, ја организира Сдружение од Скопје, кога тие тоа го прават од профит, а не од љубов кон истата. За овие критики го слушнавме мислењето и на првиот човек на градот. Според него, Тиквешкиот гроздобер години наназад имал различни организатори и организацијски одбори, кои никогаш не ги задоволиле интересите на граѓаните. До сега нема идеално организиран Тиквешки гроздобер, а ние се трудиме секоја година
насочените коректни критики во еден правец да ги сублимираме, да ги собереме на купче и преку критиките да наредната година понудиме нешто што е подобро. Главната критика за минатогодишниот Гроздобер беше насочена кон карневалското дефиле, кое што според градоначалникот на вистина не било на потребното ниво за разлика од годините наназад. Затоа оваа година главниот карневал и детскиот карневал ќе бидат споени во едно и ќе се одржат во сабота од 19 часот. А ако погледнете во многу други градови, во Струмица и во Прилеп, главните учесници се децата. И ние минатите години децата ги раздвоивме од возрастните и со тоа оној најубав дел или детскиот карневал го консумиравме во недела и никогаш немало забелешки за тоа дали е добар или лош или масовен детскиот карневал. Секогаш бил добро оценет, така што оваа година ги споивме двата карневали. Детски нема да има посебен во недела, туку ќе бидат заедно сите во сабота. И очекуваме таа критика да биде надмината со ова. Втората забелешка на граѓаните кон организаторот е застапеноста на музиката и музичките звезди кои настапуваат. Едни сакаат турбофолк, други сакаат забавна музика, трети комерцијална, некои македонска, некои балканска и така натаму. Сепак станува збор за различни вкусови, но Панов вели дека тие како локална самоуправа секогаш го избираат она што го сака мнозинството. Наназад неколку, 2 или 3 години од кога токму Тем оф Фешн ФТШ или не знам како му е името, е инволвиран, на кој што е искусен во организирање и на пивофест, и на винофест, и на баскерфест, и на многу други такви манифестации. Успеавме петок, сабота и недела да ги изедначиме, а тоа да во петок кога имало 30 до 50 луѓе, сега имаме неколку илјади на площадот и истото се случува и во недела. Со тоа што концептот од минатата година го задржавме да петок биде нели послаб од сите, да биде со поевтини звезди, меѓутоа забавен, сабота да биде топ и недела да биде наменета за младите. Профит од оваа манифестација секако имаат и локалните угостители, бидејќи главната забава на градскиот плоштад ќе трае до полноќ, а потоа гостите ќе можат да се забавуваат на така наречените бели ноќи во локалните ресторани и кафичи, на кои работното време им е продолжено до 3 часот. Новина годинава ќе биде продажбата на пиво, без разлика на тоа дека оваа манифестација се празнува во чест на виното и ракијата. Тиквешкиот Гроздобер ќе се одржи од 7 до 10 септември. И покрај вчерашниот дожд во Македонија се уште тлеат неколку пожари. На официјалната Facebook страница на Центарот за управување со кризи објави дека во моментов има 2 активни пожари. Еден локализиран, а 2 пожари во државата се под контрола. Пожарот во Богомила во текот на вчерашниот ден зафати неколку прагови од пругата. Со помош на местното население пожарот е ставен под контрола и е организирано дежурство во текот на ноќта. Продолжуваме со вести од земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов синоќа го потпиша ребалансот на буџетот за 2017 година во рамки на законскиот рок. Иванов го искористи максимално дозволениот законски рок од 7 дена за да го потпише указот кој е веќе пратен во собраниските служби, пошто ќе биде објавен во службен весник и ребалансот на буџетот ќе стапи во сила. Председателот секогаш се изјаснувал во законски предвидениот рок и така ќе постапи и сега, информираат од кабинетот на председателот. Пријавувањето за упис во прва година во академската 2017-2018 година на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје ќе биде на 17 и 18 август. Според конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за предстојната студиска година, слободни се вкупно 10.818 места. Од нив 5.865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра, 3.793 места се за редовни со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1.160 за воуредни студенти кои исто така плаќаат 400 евра. Новина во конкурсот е укинувањето на дисперзираните студии. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување оваа недела може да се пријават во вториот рок на 4 септември, а на факултетите на кои ќе има слободни места
Третиот рок за пријавување за упис е на 15 септември. Силите за безбедност на Буркина Фасо ја презедува контролата врз квартот во кој беше извршен напад врз турски ресторан, при што двајцата напаѓачи се ликвидирани, изјави министерот за информации на африканската држава Реми Данџину. Последните истрели се слушнале во раните утрински часови. Претходно беше соопштено дека во операцијата на силите за безбедност се убиени тројца напаѓачи. Според најновите податоци, во нападот се убиени 18 лица, а 8 се ранети. Вести од светот во продолжение. Шумски пожар го зафати регионот североисточно од Атина, а неколку илјади лица ги напуштија своите домови, соопшти ДПА. Според службата за вонредни ситуации, повикани се луѓето од регионот на Каламос да ги напуштат своите живеалишта, додека шефот на грчката служба за цивилна заштита Јанис Капакис изјавил дека пожарот е многу тежок. Преку Твитер порака, премиерот Алексис Ципрас ги повика сите владини служби да ги обединат напорите во борбата со пожарот. Според информациите од ДПА, зафатени се десетина куќи од пожарот, а нема информации за настрадани луѓе. Се уште нема направено проценка на штетата поради тоа што куќите се наоѓаат во оддалечени зони. Најмалку 94 лица загинале во поплавите и одроните во Непал и Индија, а се стравува дека оваа бројка може да се зголеми. Се трага по други лица за кои се верува дека останале затрупани во погодените села од страна на спасувачите. Во Непал загинале 49 лица, а илјадници биле присилени да ги напуштат своите домови. Во Индија пак загинале најмалку 45 лица, кога во планинските северни делови од земјата свлечиште се урнало врз два патнички автобуса, што слетале од патот и се урнале во длабока клисура. Обилните дождови погодија повеќе од 10 дистрикти на истокот на земјата, како и одделни подрачја на западот, соопшти Непалското министерство за внатрешни работи. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Минималната температура се движеше од 8 до 16 степени, а максималната температура во интервал од 23 до 33 степени. УВ индексот има вредност 8. Од денеска следува период на стабилно и потопло време. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, но ќе се задржи во рамките на просекот за овој период од годината. Метеоинформациите се последната информација во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вашето внимание, а вие понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!